Поштовани гледачи, добро дојдовте во емисијата Фокус на телеканал А1. Во наредните минути ќе подискутираме нешто повеќе и за дипломатијата, но и за затворскиот систем во Република Македонија. Наши ваша гостин е магистер Тајања Достинова Запрова. Добро дојдовте во Фокус на телеканал А1. Благодарам поканата. Неодамна беше публикувана, објавена од Печат, вашата коавторска книга посветена на дипломатијата како дејност и професија. Од каде произлегува вашиот интерес кон ова поле од меѓународното право? Интересот произлезе од делот од магистерските студии, односно од припремањето на мојата магистерска теза. Ова дело представува едно проширување на истото, бидејќи при истражувањето кое го спроведував за подготвување на магистерската тема, најдов на интересни прашања, а уште поинтересни одговори. Заклучокот од сето тоа беше дека не постои вакво дело, значи како вовед во дипломатијата и дипломатската организација од македонски автор, па сето тоа ми беше предизвик да започнам да работам на пишувањето на оваа книга. Да, што се во неа има, накратко, и дали веќе се користи како стручна литература на универзитетите македонски, каде што се изучува меѓународно право, дипломатија? Првичната идеја ми беше токму таа, да биде дел од наставните помагала на нашите универзитети и на моја голема радост и задоволство во соработка со коавторот професорот Љупчо Сотировски, ова дело представува наставно помагало за студентите на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Дали каков е фидбекот, дали имате фидбек и што се содржи книгата? Кои основи можат да ги има внатре? Инаку книгата и сите учебници кои што представуваат наставни помагала на Универзитетот Гоце Делчев се издаваат во електронско издание. Печатената верзија беше мој личен проект и финансиране лично од мене, бидејќи сметам дека иако е 21 век и напредна ера на електрониката, печатеното дело сепак остава еден потраен трак и ќе може да допри до останатите читатели, не само до студентите. По она што јас го имам како сознанија, значи студентите со задоволство користат електронското издание, меѓутоа многумина од нив се јавуваат да го побарат и печатеното издание. Да, од она што јас можев да го видам, има прилично интересни работи во делот на дипломатските протоколи, да речеме запознавање како треба цел ден протокол да биде нешто што на самата промоција кажавте за македонската релативно млада дипломатија и повеќе од потребно да бидат во едно место собрани сите тие финеси, меѓутоа кои што ќе дадат сликата на македонските дипломати. Па да, и на почетокот кажав, нели, тоа беше предизвик да се состави едно вакво дело, баш од таа причина. Дипломатијата, иако представува една комплексна работна задача и дипломатот е човек кој што представува својата држава надвор од својата држава и представува внатрешните политики на надворешно поле, ова сепак представува, би кажала, one man show. И секој дипломат мора да има собствени особини и карактеристики, а од друга страна да го почитува и меѓународното право и да се однесува согласно дипломатскиот протокол. Во книгата има 10 поглавја и секој од нив значи опфаќа многу мал дел од она што го има во останатата литература, меѓутоа дава конкретни насоки каде кој е интересот на секој различни дипломати, значи каде да се обрати и каде да побара дополнителна литература. Така. И да окружиме овој дел прашања, можеме ли да очекуваме наскоро некое ваше ново стручно дело? Па на мое лично задоволство и на задоволство на коавторот, значи книгата има одличен одзив, најдена одличен одзив не само кај студентите, туку и во македонската дипломатија. Значи ние се потрудивме да стигне во Министерство за надворешни работи, во Собрание на Република Македонија, по дипломатските представништва на нашата држава во странство и од од разговорите, а може да видите од коментарите на некои од искусните дипломати кои што дадоа свој придонес и критика, на еден начин критик, да, критика, сето тоа е позитивно и најден добар одзив и јас веќе имам еден идеен проект за следното дело, пак на полето на дипломатијата. Така. Колку ви требаат дипломатски вештини во секојдневната работа, директор на затворот?
За разлика од дипломатијата, овде станува збор за тимска работа како директор на затворот, меѓутоа многу повеќе, мислам дека многу повеќе отколку на дипломатите во странство. Така, во тој дел, пред сите вас вклучени во тој казнено поправен систем, затворски систем на Македонија, веќе стои уште еден предизвик, имплементирање на националната стратегија која што е промовирана и која што содржи многу суштински реформи кои што треба да се спроведат за подобрување на ефикасноста и на квалитетот на престој на самите осудени лица. Кажете ми колку сметате од ваша страна дека оваа национална стратегија ќе ја подобри сликата на македонскиот затвор? Во врска со националната стратегија, ние имавме неколку состаноци, конференции, округли маси, дебати. Јас силно го поддржувам донесувањето на националната стратегија, учествував во дел од проектите и составувањето и сите анализи и анкети кои што се правени во врска со националната стратегија представуваат дел од проектот ИПА 2009, односно јакнење на овој систем, на капацитетите на овој систем, и мислам дека во тек на реформите на постоењето на Република Македонија, ова е првиот стратешки документ со огромно значење, кој што ги поставува, јасно ги поставува целите кои што треба да се постигнат, дава еден развоен дел, значи затоа стратегијата не е наменета за една година, туку на малку подолг период. Јасно, за прв пат јасно се определени недостатоците на системот и позитивните страни што ги носи нашиот систем и како тие да се подобрат. Така, во тој аспект еден од најгорливите прашања е реконструкцијата на затворите. Најавено е и тогаш надлежните најавија дека ќе продолжи системот на реконструкција на затвори на Идризово, во Скопје, изградба на нов. Како е генерално сликата? Дека ќе има капацитет на дополнителни 1200 затвореници. Продолжува ли ова активност на реконструкција и обновување и модернизација на затворите во Македонија? Реконструкцијата на затвор Куманово е завршена, тоа е веќе во функција 2 години. Во тек е реконструкција на затворот Идризово и на воспитно-поправната установа Тетово. Меѓутоа, покрај ваквите големи реконструкции, значи секојдневно се работи на подобрување на сместувачките капацитети во сите затвори со тековно одржување, и верувам дека во една наредна фаза ќе бидат опфатени и останатите институции. Во затворскиот систем во Република Македонија постојат вкупно 11 казнено-поправни установи, од кои 3 казнено-поправни домови и 8 затвори и 2 установи во кои што издржуваат казна малолетнички затвор и воспитно-поправна мерка за малолетниците. Така, во подобрувањето на односот и на престојот на затворениците, во овие проекти големи што се реализираат е и обучување на персонал кој што понатаму ќе обучува лицата кои што работат, се со цел поголемо почитување на човековите права. Докаде е ова? Дали почнато е да се имплементира веќе или уште во тие подготвителни фази? Стратегијата го опфаќа и овој дел. Значи не одиме само не е предвидено само реконструкција на затворите, иако многу пати е критикуван системот заради преполнетост и така натаму. Сите европски земји се соочуваат со преполнетост на затворите и овој проблем не се решава со доградба на нови капацитети, се решава на еден друг начин. Но ресоциализацијата представува фундаментална врска или фундаментална задача на затворскиот систем. И затоа големи напори се вложуваат за обука на постоечките кадри, континуирана обука и на почетна обука на нововработените. Сето ова не е во зародиш, значи во теке, неколку проекти се имаат спроведено во тек на изминатите години, променета е легислативата, значи има воведено нови стандардизирани документи кои што соодветствуваат со меѓународните и европските документи, при тоа почитувајќи ги европските затворски правила, а во склоп на проектот ИПА 2009 беше предвидено и изградба на тренинг центар. Тренинг центарот е пуштен во употреба, тој се наоѓа во Идризово. Мислам дека сместувачкиот капацитет во една тура е за околу 12
стручни лица кои што ќе можат тука да престојуваат, да ја следат обуката, да се хранат. Сето тоа е во едни супер услови, значи обезбедени се и компјутери, обезбедени се сите потребни наставни помагала за да се спроведуваат обуката онака како што треба. Значи ова е процес кој што се надоградува постојано. Од матра проектите преминавме на ИПА 2009, па на ИПА 2010 и во континуитет се обучуваат сите вработени во затворите. Обуката оди каскадно, значи постои група на обучувачи кои што ги посетуваат затворите и одиме обучувач на обучувач. Така, спомнавте делот за ресоциализација, тоа ми беше планирано малку подоцна, ама каков е степенот на повратници? Како се работи со осудените лица? Дали постојат во овие стручни служби, психолози, социолози, кои што им помагаат за време на издржувањето на казната да променат нешто во своето однесување и дали после излегувањето од затворот задолжително им е да посетуваат стручни служби? Како оди тоа? Во затворот постојат неколку служби. Тоа е службата за обезбедување, службата за ресоциализација, потоа финансиските служби кои што немаат многу допир со осудените лица и службите кои што се одговорни за работен ангажман на осудените лица. Секако дека постои стручен персонал, психолози, педагози, социолози кои што секојдневно работат на ресоциализација на осудените лица. Сега е во тек на имплементација на 8 специфични програми кои што фаќаат значи лица кои што имаат проблем со наркотични дроги и така натаму, но нашата работа застанува тука. Имаме една мала празнина која што се однесува на постпеналниот период. Стратегијата опфаќа дел и од постпеналниот период и се надевам дека сето тоа во наредниот период ќе биде надминато. Да, ние го спомнавме, тука ми е запишано пробацијска служба, што е тоа? Пробацијска служба, да. Ова е новина и јас мислам дека денес е во собрание, офатено е со стратегијата, дел е од програмот ИПА 2010. На моje големо задоволство бе вклучена уште од самиот почеток кога се праве експертизите, студиски посети Англија, Бугарија, кога ги споредувавме системите, свот анализи кога се изготвуваа и се направи еден квалитетен закон. Пак ќе споменам, мислам дека денес е во собрание. Така. Ова е законот кој што сите ние затворски работници го очекуваме со цел да се подобри ресоциализацијата, а и да се намали пренатрупаноста. Значи, било кој друг закон или било кој друг законски механизам кој што може да се употреби, условен отпуст, амнестија, помилување од страна на претседателот, нема да ја намалат затворската популација толку колку што ќе ја намали пробацијата. Пробацијата овозможува индивидуален пристап кон секое осудено лице, но во заедницата. Ова од една страна на примарните сторители, примарни сторители, да појаснам, тоа се луѓе кои што прв пат сторуваат кривично дело, ќе им овозможи да не се одделат од заедницата, а сепак да отслужат некој вид на казна. Секој систем, секој европски систем со кој што ние се компарираме или ги земаме добрите страни од нив, е дотолку подобар колку што има побогата лепеза на казни. Кај нас сега во системот постојат алтернативни казни, така ги викаме, делот е и пробацијата, меѓутоа не се употребуваат многу често, бидејќи се така совопарни голо оставени. Пробацијата овозможува еден мониторинг систем на извршување на казната, а воедно и индивидуализација на казната со примена на некои од специфичните програми. Значи ли тоа вршење на општествена одговорна работа, да речеме, или да помагаат во старски дом? Како? Да. Дел од пробацијата опфаќа општествено корисна работа со надзор од страна на пробацијскиот службеник. Понатаму е предвидено електронски мониторинг на лица на кои има одредена мерката притвор или куќен затвор. Значи тоа ќе се случува најверојатно со упатени дека електронските алки се веќе набавени и со донесување на законот системот ќе биде спремен да го превзеде првиот чекор, со што ќе намали популацијата во притворските одделенија. Понатаму имаме посетување на специфични мерки, јас би објаснила само една, например, од тие се надевам дека граѓаните се засегнени од сообраќајните, од бројот на зголемениот број на сообраќајни незгоди и во моменталната ситуација на лицата кои што го сториле ова кривично дело им се одредува казна затвор. Значи, сообраќајната незгода
е нешто што не е намерен криминал. Значи не поддржувам, меѓутоа може да се деси од невнимание на другата страна, не само на возачот. Кога лицето се издвојува од секојдневната средина, значи тука има двојна штета. Тоа бива помешано со останатата криминогена структура во затворите, може да биде криминогено инфицирано, а од друга страна го напушта и своето семејство. Го напушта своето работно место, а не постојат специфични програми кои што би работеле на подобрување на неговото однесување во иднина. Постои само мерка од земење на возачка дозвола, да кажем, во некој период. Со пробацијата е предвидено следното: тој да посетува специјални програми, доколку лицето имало алкохол, значи посетува програми за лица кои што употребуваат алкохол, не се издвојува од средината, сепак придонесува за своето семејство, а сепак ја носи казната, нели, го чувствува оној дел од казната за кривичното дело кое што го сторил. Ова е само еден дел, значи еден практичен пример што би значила пробацијата. Да. Во тој дел каков е здравствените услуги, какви се на затворените лица, дали постојат служби навремено да им се излегува во пресред? Дел од затворските служби беше израстениот сектор до неодамна. Со новите измени на Законот за извршување на санкции, ова дејност ја превземаат јавните здравствени установи кои што дејствуваат на териториите каде што постои казнено-поправна установа. Ние бевме пионери, затвор Струмица, први потпишавме спогодба со здравствен дом Струмица и од 1.7.2014 година ние сме, значи, услугите ни ги пружат јавно здравствената установа Здравен дом од Струмица. Секогаш тоа е навремено по потребите на осудените лица и мислам, можам да зборувам за бројки од 2014, некаде околу 2800 редовни прегледи се направени од општ лекар и некаде околу 60 на специјалистички прегледи, лица кои што се упатени од страна на општиот лекар. Да. Нашиот затвор, Струмичкиот затвор е машки затвор. Кој тип на осуденици ги имаме тука? Вака, затвор Струмица е казнено-поправна установа во која казна затвор издржуваат примарни сторители кои што имаат изречено казна затвор до 3 години и повратници кои што имаат изречено казна до 6 месеци. Но секогаш тоа не е така. Значи ни се случува и луѓе со подолги казни кои што издржувале дел казната, да кажам, во Идризово или во Штип, па кога ќе дојдат до 3 години се преместуваат во Струмица. Видот на осудените лица, кажавме машки затвор, исклучиво машки затвор, значи ние правевме една анализа во 2014 година, има на возраст осудени лица од 19 до над 61, категоријата над 61, меѓутоа најголем процент има осудени лица од 30 до 40 години. Минатата година ние вкупно сме примиле 209 осудени лица, што не е мала бројка. 68 од нив сами се јавиле, некаде околу 120 се приведени од страна на полицијата, имаме 3 екстрадиции, повеќе осудени лица спроведени од граница и така натаму. Околу делот на тоа какви кривични дела, мешани кривични дела, најголем процент се кривични дела против имотот или кражби, така кажано, поедноставно, меѓутоа има и со тешки кривични дела, значи сексуални престапници, она што е во последната година, поголем процент имаме осудени лица кои што сторили кривично дело со мигрантите, превоз на мигранти, кријумчарење мигранти, значи така. Има и тешки, сериозни кривични дела. Во оваа насока, откако сте прв човек на Струмичкиот затвор, кои реформи, кои проекти ги имате инициирано за подобрување на престојот на затворениците, но секако и подобрување на условите на работа на лицата вработени во затворот? Како што кажав, во тек се реформи на затворскиот систем и затвор Струмица не доцен ниту со една реформа. Дури сме и пионери во спроведување на некои од реформите и визијата и мисијата на тимот во затвор Струмица е да им овозможиме што похуман и почовечки престој на осудените во текот на издржувањето на казната затвор. Реформите, како што кажав, се оние генералните реформи кои се однесуваат на легислативата и промена на законските прописи, а од друга страна и од иновативноста на самите вработени. Јас настојувам секогаш да ги поттикнувам, нели, да ја индивидуализираат казната затвор, да не ги гледаме како една маса
луѓе кои што се тука да ја издржат казната затвор, но во тек на издржувањето на казната да им овозможиме што почести контакти со надворешниот свет. Ова е дел од ресоциализацијата и настојуваме да го извршуваме на што похуман и почовечки начин. Например, дали им организирате театарски представи, да речеме, посета или гостувања во тој дел? Да, во тој дел малку повеќе се отворивме кон општеството, бидејќи, кажав и претходно, често пати сме критикуван систем. Сметам дека критиките доаѓаат заради непознавање на системот. Од тој аспект ние сакаме да се отвориме кон општеството, до тому до каде што ни дозволува законот. Бевме пионери, значи први отворивме библиотека пред неколку години, први пробавме и тоа беше успешен проект и сега го спроведуваме редовно и му возможуваме на осудените лица посета на театарска представа, најмалку 2 пати годишно. На наше големо задоволство, Струмичкиот театар секогаш бесплатно им возможува на осудените, значи посета некоја театарска представа. Настојуваме спортските активности да ги поттикнуваме, одржуваме фудбалски надпревари со останатите затвори, организираме турнири во затворот, значи им возможуваме вежбање во теретана и останати слободни активности. Така, во делот на производствената активност, дали затворените лица влегуваат во некој производствен процес од кој што може повратно да се зголемува буџетот на затворот, па да се инвестира во нешто повторно за нив? Работната терапија е дел од програмата за ресоциализација. Имаме стручни лица кои што го извршуваат овој дел и работниот ангажман на осудените лица се одвива од 2 насоки. Работен ангажман во установата и надвор од установата со дозвола на управата за извршување на санкции во приватни фирми. Внатре во установата постојат неколку работни места, значи осудените лица се ангажирани во кујната, ние имаме готвач, меѓутоа помошниот персонал е од осудените лица, потоа се ангажирани на економијата, на производство на земјоделски производи, и се ангажирани во свињарската фарма и во автомеханичарска работилница. Во последниот период, благодарение на младиот обучен кадар кој што го имаме во затворот, произведуваме се поголем дел од земјоделските производи кои што ни се потребни. Пробавме и ни беше успешно производство на печурки, сега одиме на втората реколта и ни беше така интересно да пробаме дали ќе успее на оваа територија. Засадивме и гоџи дрвца. Значи и тие се исто така успешни и одиме во понатамошно производство на истите. Да, го спомнавте кадарот и персоналот, како е екипиран затворот, дали секој место е пополнето, имате ли потреба од нови кадри? Има потреба од нови кадри во било кое време, особено во службата за обезбедување, по пат на пензионирање, значи неколку вработени се стекнаа со право на пензионирање, исто така и во службата за ресоциализација секогаш е потребно човек повеќе што би придонел во процесот на ресоциализација. Меѓутоа, со моменталната екипираност, тимот дава добри резултати, бидејќи секој во својот дел, а потоа во меѓусекторска соработка, сите сме задоволни од резултатите кои што ги постигаме. Така. Дали колку се позастапени во односно во македонските затвори? Дали мажите и жените се позастапени? Јас се информирав, бидејќи Струмичкиот затвор е строго машки затвор и информациите од Идризово, бидејќи жените издржуваат казна затвор само во Идризово, се дека моменталната бројка е 104 жени. И она што ми беше напоменато е дека во пораст е женското престапништво во последните 2 години и тоа високо образовани жени, злоупотреба на службената положба и даначно затајување. Да, тоа ми беше пренесено, додека бројките кои што се однесуваат на малолетници, иако се мали, нели би требало да бидат уште помали, меѓутоа не се загрижувачки. Само 8 малолетници издржуваат казна затвор, додека 22 упатување во воспитно-поправна установа. Да, спомнавме воспитно-поправна установа во Тетово, како е таму процесот? Тоа не е издржување на затворска казна, меѓутоа престојуваат таму малолетните лица. Престојуваат таму, да, и затоа е и наречено воспитно-поправна установа, бидејќи се работи на поправање на социализацијата на малолетните лица. Да. Спомнавте за
периодот за намалувањето на криминогеноста, дали како општество спроведуваме генерално преку различни министерства, различни институции програми за намалување на криминогеноста, на девијантните појави кај населението? Како е генерално сликата на Македонија и ве доколку имате некои искуства со другите држави? Дали сме многу криминогена нација, на средина сме некаде? Бројката во затворите не представува знак за криминогеноста на нацијата. Повеќе представува она дека многу поуспешни се службите во откривање на кривичното дело. Значи не става на ранг листата на погорните места дека сме криминогена нација. Техниките дозволуваат побрзо откривање на криминогените дејствија и така натаму, а и секој свое време си има одредени специфики. Во изминатите 2 години во порасте криминалот, кримчарење мигранти. И сега гледаме дека кризата, нели, ова бегалската криза си го направила своето и во овој дел од криминалот. Значи има еволуција веќе или злоупотреби, компјутерски криминал веќе и нешто што пред повеќе години било непознато. Го немало пред повеќе години или пуштање во промет и производство на наркотични дроги кои што ги немало. Понамален ли е бројот со корисници на моментално во затвор Струмица, во установата, само 2 или 3 лица користат метадон. Значи, ние редовно правиме тестирања по допрен глас, по она што службите го осознаваат. Значи, имаме само 2 или 3 лица кои што ја користат терапискиот модел метадон, кој што е дозволен и кој што за наша среќа го има во Струмица. Да. И само за крај спомнавте автолимарска работилница. Има ли некој што го научил занаетот додека бил во затвор, па потоа си станал бизнисмен и си го вади парчето леп? Нашата цел е токму таа и во овој дел стручните служби во затвор Струмица се обидуваме да аплицираме и да воспоставиме контакти со неколку невладини организации. Ние се уште чекаме на одговор на еден прекрасен проект кој што е во соработка со Покров Струмица и се однесува баш на тој дел, на социјалното предприемаштво. Делот ресоциализација се завршува во затворот, но што после излегување? Ние би сакали да поработиме и на тој дел. Од тие причини аплицираме во соработка, кажав, со невладини организации на повеќе проекти. Луѓето кои што се работно ангажирани во Куина, настојуваме сега да направиме некоја програма по која што тие би добиле и диплома, за да може да по излегување од затворот да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Исто одгледувањето на печурките, овде се ангажирани осудени лица над кои што е извршена обука. И практично тие со многу мали средства по излегување од затвор би можеле да започнат, не се потребни големи средства, не е потребна голема просторија, значи потребна е само желба, доколку тие сакат да се вратат на вистинскиот правец. Исто така имаме понудено, имаше една бесплатна обука за зидари од една струмичка компанија, аплициравме и таму, прифатени се неколку осудени лица кои што изразија желба, значи се тоа со желба на осудените. Проектот кој што го спомнав, на кој што чекаме одговор со организацијата Покров, се однесува на производство на храна, делот да биде, дел да останува за затворот, а дел да оди за семејствата на осудените лица, а од друга страна тие се обучуваат за производство на земјоделски производи и она што го нуди владата да може да го искористат по излегување од затворот, а исто така им овозможуваме сите мерки кои што владата ги нуди за вработување или субвенционирање на било какво вработување, им нудиме обука најмалку 3 пати годишно од луѓето кои што се вработени во агенцијата за вработување, како би биле запознаени и по излегување од затворот да можат да ги употребат овие мерки кои што ги нуди владата. Така. Ви благодарам за вашето гостување во емисијата Фокус. Мислам дека од прилика погледнавме низ фокусот како функционира малку дипломатијата, повеќе за затворскиот систем. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе бидете дел од нашата програма. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство да присуствувам во вашата емисија. Така. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое го следевте изданието на Фокус на телеканал А1. Пријатно.